Почитувани, гледајќи што се случува со цените, граѓаните од ден на ден ги фаќа се поголема паника. Многу поскап е храната и што е најлошо лебот за 3 денари, цената на бензинот достигнува рекордни нивоа, а наскоро ќе поскапи и струјата. Станува неиздржливо. Семејниот буџет на граѓаните се истенчи до крај. Што е уште полошо, поскапувањата не завршуваат, туку се најавуваат нови. Фирмите кои се веќе финансиски исцрпени, најавуваат дека повеќе не можат да ги абсорбираат поскапувањата на суровините и на енергијата. Затоа најавуваат дека своите зголемени трошоци ќе ги префрлат на потрошувачите преку нови поскапувања. Овој бран на поскапување не е изненадување. Се знаеше што ќе се случува со светските цени на пченицата и на нафтата. Затоа владата имаше доволно време за да се подготви. Чекавме владата нешто да преземе, ама таа немојкно чека и молчи. Наводно ја следи ситуацијата. Граѓаните немаат никаква корист од ваквото тактизирање на владата. Затоа, владата треба да им објасни на граѓаните зошто толку време ништо не презеде. Гледајќи ја безидејноста на владата, и даваме конкретен предлог. Нека се откаже од изградба на триумфалната капија и од жичарата на Водно. Така ќе се ослободат парите од државниот буџет, предвидени за овие проекти, десетина милиони евра, кои владата треба веднаш да ги употреби, за да се врати цената на левот на старото ниво и да се спречи негово ново поскапување. Во овие тешки времиња, лебот е многу поважен од триумфалната капија и жичарата. За секој трет граѓани на нашата земја, кој и статистички сега е сиромашен, цената на лебот е прашање дали ќе се преживее или не.